أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا في النار ثم أما بعد. Zahvalnosť mu pripadne samo na Allah Želešanu, zašto samo Allah Želešanu je dostojen da mu se pravi hvala. Salavat o selam, on mir i spas on neka bidan na našoj pegamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetot do sunniot den. Продолжуваме таму каде што застанавме минатиот дерс, продолжуваме со животот на пегамбер алейхи салам, со неговата сира, животот на пегамбер алейхи салам, како тој живеел, како тој работел, како тој се жртвувал за овој ден, како тој го пренесал овој еманет од Аллах Джелешану до нас денеска. Застанавме до моментот кога пегамбер алейхи салам наполна 35 години од неговиот живот. Во ова време се случи една многу битна ствар. Во ова време некои делови на Кеаба се разрушија, падна. Пошто беше застарено многу и овие делови на Кеаба се разрушија и падна. Се собраа сите Курейш и други племиња, големци на племињата, сите водичи на тие племиња, седнаа да направат еден договор помеѓу ними, што тие да направат, дали да го обноват Чабе, тие делови што се разрушија, или целосно да го турат, да го срамнат со земја, да изградат ново. Али сите овие кои присуствуваа на ова нешто, е видве случката со Асхабул Фил. Што се случи со Асхабул Фил? Со собствениците на слонот. Како Аллах Джелешану ги уништи нова Абраха и неговата војска кој сакаја да го турет на Кеаба, да го уништет на Кеаба. И сите овие се плаше да го турет на Кеаба. Да го уништет, односно да го срушат до земја за повторно да го изградат. Валид ибн Мугира, тако на Халид ибн Валид. Валид ибн Мугира рече, ја предлагам да се сруши Кеаба до негови темели и повторно да се издигне. Повторно да се обнови. Другите големци кои беа во таа шура, во тоа договарање, во тоа мешвере, рекоа ако го направиш ти тоа, ако го земаш на одговорност, да сам ти ја туриш, ја срамниш на Кеаба, па бујруме. Тие се плашеа од казна дека ќе му дојде на ними. Валид ибн Мугира зеде алат во негови раце и почна камен по камен да ја турят на Кеаба. Али пред да ја турит, направи една како дуа. Тие беа џахили во ова време. Не знаеа како да му се обрата на Аллах Джелешану. Валид ибн Мугира рече, ја Аллах, немој да се плашиш, нема да ја туриме. Сакаме само да ја направиме подобре. Од нивниот џехел, што не знаеа како да се обрата на Аллах Джелешану. Кога видве Курейш и други племиња како Валид ибн Мугира почнаа да туриат камен по камен, тој дојде ке ними и побара помош од нив и тие сите му рекоа не, додека не видиме оваа ноќ да не ти дојде казната на тебе, да видиме како ќе се разбудиш другиот ден. Кога се разбуди Валид ибн Мугира без ништо другиот ден, дојдоа сите племиња и ја турија. После ова донеса една одлука да се соберат пари за да се изгради на Кеаба, пари кои пари се стекнати на халал начин. И овие Арапи во тоа време знаеа што е тоа халал, што е тоа харам. Кажаа да немат
учество човек кој ги зел на харам начин овие пари, со коцка, со алкохол, со блуд и на кој било недозволен начин, прљав начин, да не влезет пари во изградба на ова Каба. Тие пари кои се собраа не беа доволни да се обнови Каба на тие темели на кои беше Каба во тој момент, како онака како изгради Ибрахим алейхи селам на тие темели. Нивните пари стасува за мал, јани да се скрати требеше малку Каба. Се скрати мал дел на Каба и се изгради Каба. Се изгради на ова место. Али не се изгради онака како што беше во време на Ибрахим алейхи селам. Прво се стесна Каба. Тој дел што остана и ден денеска е заграден со еден дзидар, така джидар, така се вика на арапски тој дел, или хатим, джидран. Јани на овој начин се на вака се вика овој дел каде што е заграден и ден денеска тој дел во Каба. Зошто рекоа кога ќе се прави таван во овој дел ако се влезе тоа е више внатрешноста на Каба. За да не се влеви, нема пари доволно. Во време ова, време како имаше изградено Ибрахим алейхиселам или пред да турат тие, беше на овие темели. Имаше две врати за влегвање и за излегвање од Каба. И вратата не беше високо како денеска што е високо, него беше во земја. Почна секој едно племе зеде еден дел од Каба да градат. Така се договорија за да нема проблеми меѓу ними, имаше проблеми кој да ја прави, што да ја прави, одлучија да ја прави секој едно кабиле да земат еден дел. Дојде момент кога требаше да се стави хаџерул есвед, овој црн камен. Се вели дека Аллах джелешану го пушти во дујна. Па Адем алейхи селам беше бел, од дженнески камен беше бел, али од зунуб, од џуна, од гревови на инсан, тој се направи црн. Хаџерул есвед, црн камен. Не можеа никако да се договорат, го сметае за нешто многу важно и битно за овој камен да се стави ново место. Кој е кабиле ќе го има тоа почест. Во овој момент еден од ними рече кој ќе влези сега од оваа врата, тој ќе пресуди меѓу нас. Аллах джелешану одреди да влези пегамбар алейхи селам во тој момент во Каба. И реква ја Мухамед, ние одлучивме ти да не бидеш судија помеѓу нами, помеѓу нас, зашто ми имаме доверба во тебе, ти си емин, поверлив, доверлив. И ќе примаме од тебе секој еден насига, секој една совет. Пегамбер алейхи селам рече донесите еден чаршаф. Го зеде на хаџерул есвед и го стави во средина на овај чаршаф или наметка. Сите големци од овие племиња фатија на крајовите на овај чаршаф и се крена до местото во кое требаше да се стави хаџерул есвед. И пегамбер алейхи селам беше онај и сите се согласија да го стави пегамбер алейхи селам со негови раце. Хаџерул есвед на тој дел каде требаше да се стави. Овдека сега една битна работа, важна да знаеме за наша историја, ќе се спомни за ова Каба. После овај период, пегамбер алейхи селам, кога влезе во Фетхул Мека, кога освоа Мека, влезе во Мека, дојде и го исчисти на Кабе од кипови. Тие кипови 360, како се вели дека бее во Кабе, се трна тие кипови, се трна ширкот од теа место од Каба и пегамбер алейхи селам клана 2 рекат во Каба, во внатрешноста на Каба. Дојде Аиша радијаллаху анха и рече ја Расулуллах да кланам и јас 2 рекат. Пегамбер алейхи селам и рече на Аиша радијаллаху анха кланај во ова место, во тоа место каде е заградено со дзид, мала ограда. Рече кланај во ова место, ова е исто внатрешноста на Каба. Ова е самата Каба. Ова е затоа што твоите предци, Аиша радијаллаху анха во ова време не беше родена. Твоите предци, твоите татковци и дедовци немаа доволно пари за да го изградат на ова место, на овие темели на Ибрахим алейхи селам. Овој хадис сахих. Вели пегамбер алейхи селам продолжи. Кога не би се плашел дека Курейш и други племиња ќе речат за мене дека е уништив на Каба, ќе ја изградев Каба онака како што ја изгради Ибрахим алейхи селам, ќе ја вратев на нејзини темели, ќе ја спуштев ова врата во земја, ќе направев 2 врати за да се влегнат и за да се излегнат. Пегамбер алейхи селам го рече ова на Аиша радијаллаху анха.
после смъртта на Езид, 64-65 година по хиджра, Абдула ибн Зубейр беше халифа во Мекка. 65 и 64 година некдека. Дојде еден ден, ги собра сахаби и му рече: што мислите да ја обновиме Каба онака како пегамбар алейхи селам сакаше да биде? Да има две врати, да се вратите спуштени и да биде на темелите на Ибрахим алейхи селам. Некои сахаби му рекоа: остави како што е, како Абдула ибн Абас, и некои други рекоа: остави вака како што е. Рече: ја ќе правам истихара и ќе барам од Аллах Джелешану да ми даде како најдобро. После 3 дена Абдула ибн Зубейр реши и ја сруши на Каба до темел. И ја изгради на темели на Ибрахим алейхи селам. Онака како што беше, направи две врати и ги спушти до земја тие врати. Али ова траеше околу 8 до 9 години негде од негово владење. Во 73 година по хиджра, Абдула ибн Зубейр беше убиен во Каба, натра во Каба, каде што се прави таваф. Беше убиен од Хаджач ибн Јусуф ет-Такафи, кој беше еден наместник, еден војсковојжа од Абдул Мелик ибн Марван, кој беше халифа во Шам. Го уби во Каба. Му пушти писмо на Абдул Мелик ибн Марван Хаджач. Му рече: што велиш да ја вратиме Каба на онака како што беше во време на пегамбар алейхи селам, зашто овај Абдула ибн Зубейр ја обнови, направи поголема, направи две врати и ги спушти вратите. Рече Абдул Мелик ибн Марван, рече: вратете онака како беше Каба. Мислеше дека Абдула ибн Зубейр ова го има направено по негова воља. А Абдула ибн Зубейр, кога ги собра на сахаби, му рече: јас слушнав од мојата хала, Аиша радијаллаху анха беше хала на Абдула ибн Зубейр. Рече: јас слушнав дека пегамбар алейхи селам, овој хадис што го кажавме пред малку, дека пегамбар алейхи селам рече да не се плаше, дека Куреши ќе рече Мухамед ја тури на Каба, ќе ја врате онака како беше во време на Ибрахим. Рече Абдула ибн Зубейр: ја денеска не се плашам, зашто исламот е раширен во секое едно место и имам доволно средства да ја направам Каба. Абдул Мелик ибн Марван него зеде ова ја некако веродостојно и рече повторно да се тури на Каба и да се врати онака како што беше, да се направи тој зидар, врата да се крене во високо, да се созидаде на врата да остави. Во ова време кај него дојде Абдула ибн Харит, еден од сахаби. Абдул Мелик ибн Марван во Шам, кога дојде овај кај него, му рече: дали слушна што направи Абдула ибн Зубейр со Каба? Кога му објасна и му рече, тој мислел дека е слушнал на Аиша радијаллаху анха како вели вака и вака. Абдула ибн Харит рече: да, валлахи, ја е слушнал на Аиша радијаллаху анха дека го кажува тој хадис. Чепкаше, вели, овај што го пренесе ова киса, чепкаше со негова аса во земја, го крена поглед во Харит и му рече на Харит: кога само би оставиле како што беше. Да ја оставевме како што ја направи Абдула ибн Зубейр. Али ова киса не заврши уште со Каба. Во време на Мехди ал-Абаси, Мехди пушти едно писмо во Медина ке Малик ибн Енес, имам, голем имам. Му пушти писмо и што велиш да ја вратиме Каба онака како што беше во време на Ибрахим алейхи селам. Малик ибн Енес му рече: ја халифа, остави онака како што е, за да не ја земат краловите како игра, еден да ја прави, други да ја уништви. Еден да ја прави, други да ја уништви, остави ја вака како што е. Ова беше само една чиста информација да знаеме што се случило со Каба. И во време на пегамбар алейхи селам и после животот на пегамбар алейхи селам. И денеска како што гледаме, Каба е со една врата, крената таа врата во висина и заграден тој простор кој е дел од Каба. На тие темели, и кога во време на Абдула ибн Зубейр, кога го туриле тој зидар, тој зид кој бил ги нашле темелите с дола, кој ги поставил Ибрахим алейхи селам. Во ова време, како кажавме и на почеток, во ова време во Мекка владееше, имаше голем ширк. Се правеше голем ширк. Луѓе кои до вчера имаат таухид,
кој беа на вера на Ибрахим а.с. се задлабошија во тој ширк, до тој степен што во Мекка, во Хиџаз, во Арапски полуостров се појавија многу сихирбази, се појавија многу гатачи и гледачи, кој предскажувае судбина, кој одредвае судбина. Се направа многу ширкијати големи во ова место. Во исти момент, во исто време, Аллах Джелешану преку Иса алейхи селам на кршени ги обавести дека ќе се појави Ахмед. Исмуху Ахмед. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Велит Иса алейхи селам му рече, јани на Несара, на кршени дека ќе дојде после мене Ахмед, негово име Ахмед, Мухаммед, Мустафа. Вака ова име на пегамбар алейхи селам, исти корен има тоа име Ахмед, Мухаммед, Мустафа. Рече ќе дојде тој. И Аллах Джелешану вели кога дојде тој, тие му рекоа ти си само еден сахир, еден мајџоничар. Исто во јехуд, евреи го знае. Муса алейхи селам во Теврат му кажа дека ќе дојде Ахмед, Мухаммед, му ги кажа особини кои ќе ги носи овој пегамбар. Овој пегамбар најсличен ќе биде до Муса алейхи селам. И јехуд и кршćани беа во исчекивање на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Го чекаја да дојде пегамбар алейхи селам. Во ова време, како кажавме, овие сихирбази гатачи соработваја со џин, со шејтан. Имае соработка со шејтани. Шејтани во ова време, нема забрана да се искачат во сема, во небо и да слушнат од некој ахвал, нешто што се зборува во сема и да земе дел од теа нешто. Да го пренесат на други џинови, теа кога ќе дојде долу измешано али земве по некоја информација од сема. Али пред да се појави пегамбар алейхи селам, кажве шејтани, сами џин, кажве, а Аллах Джелешану го пренеси теа во Куран. Суре џин, каде што има тука многу ајати, каде што објасни тоа ситуација, вели Аллах Джелешану: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسٍ شَدِيدًا وَشُهُوبًا. И вели шејтани, врекве едни на други. И ние кога дојдовме до сема, до небо, кога дојдовме до небо, го најдовме небо многу чувано со чувари. Кој го чува чувари? Аллах Джелешану пушти мелаик да го чува на чувари, шедин во шухуба. Кои се силни многу чувари и имат звезди. وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Вели Аллах Джелешану продолжи ти кажи за тие џинови и тие рекве: ние на тие места на кои седевме порано за да слушаме, ако денеска ојме и слушаме таму, ќе најме само огнени звезди, огнени камења кои се фрлен на нас. Значи Аллах Джелешану прво го заштити сема, од овие џинови да не можат да земат ситуација ахвал, ахбар, да не земат вести од сема, од небо. Пегамбар алейхи селам во овој период, значи после 35-та година, како ближеше неговата 40-та година, пред ова време почна пегамбар алейхи селам, пред овој период, пред ова време да почне објава ќе пегамбар алейхи селам да му доаѓаат, пегамбар алейхи селам почна прво да се случваат чудни работи со пегамбар алейхи селам. Прво нешто што пренеси Аиша радијаллаху анха, дека пегамбар алейхи селам сонвел сонови кои другиот ден се остварвале исто онака како што ги сонувале. Прво нешто, некој голем период пегамбар алейхи селам сонвел некои сонови, кога се будел другиот ден, истиот сон се случувал, како што го гледал. Тоа нешто се случувало како што го гледал. Пегамбар алейхи селам кажуваат, кога пред да добие тоа објава све, кога одел во пат, камења и дрва му давале селам на пегамбар алейхи селам. Ги слушал пегамбар алейхи селам како камен и дрва му дават селам на пегамбар алейхи селам. Овие биле чудни нешта ке пегамбар алейхи селам, кои се појавиле во ова време. Пред самава објава да почнат да му идат ке пегамбар алейхи селам, пред да му дојде објавено. Пегамбар алейхи селам
Знаеше, како кажавме прошлиот дерс, еден од тие малкумина беше пегамбар алейхиселам што не преше ширк на Аллах Желешану пред да му дојде објава, пред да биде пегамбар. Еден од малкуте кои беа во Мека, иште кој останаа на вера на Ибрахим алейхиселам, али не знаеа како да го обожаваат на Аллах Желешану. Не знаеа како да му прават ибадет на Аллах Желешану. Пегамбар алейхиселам се осамостојуваше, одеше во пештера Хира и правеше ибадет на Аллах Желешану. Мислеше за сема, мислеше за небо, за звезди, како Аллах Желешану ги створи овие нешта. И го обожаваше на Аллах Желешану на онаков начин на кој тој знаеше. Долг период одеше во ова место, некогаш една недела остануваше, му носеа јадење во ова место и седеше во ова место пегамбар алейхиселам. Знаеше дека ова што се случува во Мека не е вред. Знаеше дека ова не е ислам, дека не е дин, нешто. Пегамбар алейхиселам во ова пештера, значи, на 40-та година од неговиот живот, го наполни 40 години од неговиот живот, беше во ова пештера Хира. Во една вечер му дојде ке него јани Џибрил алейхиселам. Се пренеси дека му дојде од позади него и го стегна на пегамбар алейхиселам во негови гради. Му рече икро, читај, учи. Пегамбар алейхиселам рече ма ана биқари. Ја не знам да читам. Ја не знам да читам. Повторно го стисна Џибрил алейхиселам во негови гради. Ова се случи 3 пати. Му повторваше Џибрил алейхиселам секогаш икро. Пегамбар алейхиселам му рече ма ана биқари. Ја не знам да читам. После 3-тиот пат Џибрил алейхиселам му рече јани тоа суре, тие 5 ајати први кои што дојде таа објава, јани икро бисми раббика аллади халакал инсана мин алак. Учи, спознавај во името на оној кој што све створил. Го створи инсан од една загружок на крв. И тие 5 ајати први кога дојде тој рахмет од Аллах Желешану да го извади на човеков род од темница во светло. Кога почна да се објави Кур'ан, кога почна да се објави овој спас за инсан, начин на живот, спас во дуња и во ахирет. Се вели некои муфесири дека ова се случи во Рамазан, дека ова се случи во 27-та вечер на Рамазан, јани, ова прва објава кога му се објави на пегамбар алейхиселам. После ова пегамбар алейхиселам многу беше уплашен што се случи ова нешто во таа пештера. И излезе да оди за дома. Вели пегамбар алейхиселам кога излезе од Хира пештерата, повторно го виде на Џибрил алейхиселам, али го виде во она форма во која го створи Аллах Желешану на Џибрил алейхиселам. Вели пегамбар алейхиселам имаше 600 крила. 600 крила, едно негово крило покриваше цела небеса. Беше седнат на една курсија или столица, јани беше многу големо нешто. Го виде на Џибрил алейхиселам во негова права големина. После ова пегамбар алейхиселам отиде во негова куќа и објасна на негова жена Хатиџа што се случи, што се деси, што тој виде. Го фати еден страх на пегамбар алейхиселам. Хатиџа ради Аллаху анха беше многу мудра и паметна жена. Имаше голем ибрат. Прошлиот дес ми спомнавме за Варака ибн Науфел. Тој беше јани нејзин роднина, близок роднина. Од нејзин аџо беше дете, јани тој. Тие беа значи од 2 браќа деца, али овој беше многу стар. Таа знаеше дека овој Варака ибн Науфел и овој беше на дин Ибрахим алейхиселам. И овој не правеше ширк. И кога дојде, таа го зеде на пегамбар алейхиселам и го однеса ке Варака ибн Науфел. Му рече, се случува нешто чудно со мојот маж. Тој виде нешто, нека ти кажи тој на тебе. Пегамбар алейхиселам му објасна на Варака ибн Науфел што се случи. Кога му кажа за Џибрил алейхиселам, тој му рече, Варака, тој е намус. Јани, за Џибрил алейхиселам вакво име имаше во тие стари книги, рече овој му доаѓаше на Иса. Му доаѓаше на Муса, на Ибрахим, на Исмаил, на Исхак, на сите енбија, ова е тој кој му доаѓаше. И ти ќе бидеш рече пејгамбер на овај уммет. Таа е радосна вест. Али рече, ја лейтени кунту шабен. Ох, кога сам би бил ја млад. Ја нсурука насрун муеззара. Ќе те помогнам со сета моја сила кога би бил само млад. Кога твојот народ ќе те истерат од твојаво родно место. Пегамбар алейхиселам рече, зошто да ме истерат? Рече, аз кај ними сум ел емин,
Poverljiv, doverljiv. Ja imam stepen ке не ми тие ме респектират мене. Тога Варака ибн Науфел му рече на пегамбер алейхи селам: "Ма джаа ахадун мислу ма джи'та бихи илла уда." Ниеден пред тебе не дојде со она што си ти дојден сега, а тој да нема мака и тегоба, а тој да не бит глен во искушение, а тој да не бит спречвен во теа нешта. Велит Аллах Желешану за ова: "Ликулли набиин", велит Аллах Желешану: "Вакезалика джаална ликулли набиин адуван минал муджримина ва кафа бираббика хадијан ва насира." Велит Аллах Желешану: "И ние направивме за секој еден пејгамбер да има непријатели од тие муджрими, од тие зулумчари, од тие најлошите што се. Али доволно за тебе е твојот Господар кој тебе те упатви и тебе те помогне." Секој еден кој е на хак, нека го знае тоа нешто. Дека ако е на хак, ако е на вистина, мора да има непријатели, мора да има таду, мора да има некој кој ќе саке да го спрече во теа нешто. Мора да има. Исто како што беше со пегамбер алейхи селам. Пегамбер алейхи селам кога почне неговите маки, тортури, тегоби, пегамбер алейхи селам и до тога не го веруваше она што го верува Курейш и другите племина во Мекка. И тие Варака ибн Науфел, и другите што ги спомнавме, тие 5-6, Ебу Бекир радијаллаху ан. Исто така беше на вера на Ибрахим алейхи селам. Али нема овие проблеми. Овие има ислах, салах. Ке ни ми беа тие добри, чисти, има вера. Проблемот има иде ке секој еден кога тој ќе почне да работа, кога тој ќе сака да ги поправи на другите, кога тој ќе сака да го пренеси динот ке другите. Овдека иде проблемот. Овдека излегле тие непријатели. Тога се рожде тие непријатели. Тога го иставе тоа што го име во нивни срца. Тога иде тој голем проблем кај овие. Кога ти почнеш да го кажеш ако ти излезиш да го пренесиш она што го нареди Аллах Желешану. Како кажавме за Хатиџа радијаллаху анха, беше прва која прима ислам. Прва жена што прима ислам и воопшто прв инсан после пегамбера ислам што прима ислам, Хатиџа. Еден ден пегамбера ислам уште беше не знаеше што се случува точно. Беше во голема траума. Гледа пегамбер му иде то објава, знаете дека ова не е едноставна работа. Знаете дека ова нешто чудно. Хатиџа ради многу го нападвае пегамбера ислам, тие малку што слушна, имаше одма уште во почеток дека тоа што ти доаѓа на тебе е шејтан, не е мелек. Еден ден Хатиџа радијаллаху анха му рече на пегамбера ислам кога ќе дојде Џибрил, тој што го гледаш ти, тој мелек, кажи ми на мене. Пегамбер алейхиселам рече сега е тука, ја го гледам. Рече седни од моја десна страна. Пегамбер алейхиселам седна од десна страна на Хатиџа. Седна од лева страна, седна пред Хатиџа. Хатиџа радијаллаху анха извади нејзина шамија, нејзин хиџаб. Рече дали го гледа сега? Не. Знае рече дека ова мелек, ова не шејтан рече. Знае дека ова мелек, дека не шејтан. Хатиџа радијаллаху анха беше она која најпоше го помогна на пегамбер алейхиселам. Морално, со нејзино богатство, со све што имаше го помогна овој ден. Цело нејзино богатство, најбогата жена беше Хатиџа радијаллаху анха во Мекка. Вдовица која беше која зее пегамбер алейхиселам жена, најбогата, цело богатство го даде за овој ден. Дојде еден ден, хадис, пегамбер алейхиселам каже, дојде еден ден Џибрил алейхиселам кај мене, вели пегамбер алейхиселам бе во моја куќа и рече сега ќе влези Хатиџа радијаллаху анха, кажија, пренесија селам од Аллах Желешану на неја. Кога влезе Хатиџа радијаллаху анха, пегамбер алейхиселам рече овдека Џибрил и ти пренеси селам од твојот Господар, дека твојата куќа во џеннет ќе биде со дијаманти, со рубини, со сафири, со смарагд. Хатиџа радијаллаху анха рече хуа селам, Аллах е спасот. Wa minhu salam, od ken него иде спасот. Wa sallim ala Џибрил, и пренеси му селам на Џибрил алейхи салам. Хатиџа радијаллаху анха цел нејзин живот го даде за овој ден. Све што имаше на секој ден начин
го помагаше на пегамбер алейхи селам. Во ова време во куќа на пегамбер алейхи селам живееше и Али радијаллаху ан. Али радијаллаху ан кој беше дете од Аџо, од Ебу Талиб, кој беше син од Ебу Талиб. Како дојде да живеат ке пегамбер алейхи селам Али радијаллаху ан, пред ова да се случи, пред пегамбер алейхи селам да добие посланство, се случи во Мека голема глад. Ебу Талиб негов аџо имаше многу деца. Многу деца имаше, многу деца. Пегамбер алейхи селам отиде ке негови други аџови и му рече да земаме сите од по едно од негови деца и да ги чуваме ние, да ги храниме на ними, да му олесниме на наш аџо и на ваш брат. Сите зедоа по некое Али радијаллаху ан го земе пегамбер алейхи селам. Прв, после Хатиџа што прима ислам, Али радијаллаху ан. Али радијаллаху ан во ова време имаше околу 10 години. После него се вели дека трет Ебу Бекер радијаллаху ан, односно прв кога излезе пегамбер алейхи селам во улица и го стретна, прв кога му направи давет во улица беше Ебу Бекер радијаллаху ан. И вели пегамбер алейхи селам едини кој ни проговори ни ништо не го прима ислам наеднош, зашто тој го знаеше таухидот пред ова. Ова му дојде само потврда за неговото верување кое го имаше. Ебу Бекер радијаллаху ан одма прима ислам. Не само што прима ислам, вториот и третиот ден негде од неговото примање на ислам, донеса ке пегамбер алейхи селам пред пегамбер алейхи селам да примат ислам 6 сахаби. Осман, Абдурахман ибн Ауф, Абдулла ибн Авам и некои други 6 сахаби, од сите овие 6 сахаби, сите овие 6 се од тие 10 обрадовани со џеннет. Сите овие што примаа пред, што беше себе Ебу Бекер радијаллаху ан, сите овие се од тие 10 обрадовани со џеннет. Во ова време се вели во ова време еден ден Џибрил алейхи селам го зеде на пегамбер алейхи селам, го однеса во едно бардо, удри со негово крило, излезе вода и го научи како да земат абдес на пегамбер алейхи селам. Го научи како да прави намаз. Како да прави намаз. Во ова време пегамбер алейхи селам правеше само по 2 рекат намаз. Не ова форма која имаме денеска, саба 2 полден, 4 киндија, 4 фарстија, не, само 2 рекат. Се вели, улема се разедан вид во ова нешто. Дали бил фарс во ова време овај намаз или не бил фарс во ова време? Вели некој улема дека имал пегамбер алейхи селам облигација фарс да прави навечер 2 рекат и сабајле 2 рекат. И сахаби тие што имале примало ислам. Некој веле дека ноќниот намаз 2 рекат. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. Оти замотан покривен стани во ноќта и прави дел од ноќта намаз. Се вели дека ова бил тој ноќен намаз. Само информација да имаме. Али не е битно дека пегамбер алейхи селам овој период правел, формата на намазот била само 2 рекат. Многу пати пегамбер алейхи селам го земел на Али радијаллаху ан, иако бил мал, и оделе надвор од Мека и правеле намаз во тоа место. Еден ден негов аџо Ебу Талиб, татко, аџо на пегамбер алейхи селам, татко на Али радијаллаху ан, ги видел него што правите? Што е ова? Пегамбер алейхи селам му кажал, му објаснил ова намаз, му прави намаз на Аллах џелешану, му преудаве овај пат пегамбер алейхи селам на Ебу Талиб прв пат. Му рекол дека аз сум пегамбер пратен од Аллах до човековиот род, пуштен сум овдека. И му објаснал све, како што треби, му објаснал све, а Ебу Талиб му рекол, ја не можам да го прекинам она верување кој го имал мој татко, мој предци, кој го имале мој предци. Му рекол, Али, а ти што правиш? Јас сум Али радијаллаху ан, му рекол, на вера на Мухаммед. Јас сум од иста негова вера. Рекол Ебу Талиб, рекол, терај во ова со кое си испратен, јас ќе сум секогаш во твоја помош. Јас ќе сум секогаш во твоја помош. Ебу Талиб му рекол на пегамбер алейхи селам. Ова бил краток период, пегамбер алейхи селам за брзо време добил наредба од Аллах џелешану, курански ајет, вели Аллах џелешану: "Ва анзир аширатука ал-aqrabin", и опомени твојата блиска породица.
Пегамбер алейхиссалам ги собра сите од Куреж. Се вели негдека 54 особи, негови аџурси, негови блиски кои биле од Абдул Муталиб, синови негови, брачеди негови, 54 негдека, почнал да зборуваат, да му ја кажуваат хакот, да му кажуваат вистината, со која е испратен. Одма се јавил Ебу Лехеб, негов аџур, почнал да го спречи во теа негово зборување, станал Ебу Талиб и почнала кавга помеѓу ними и му рекол Ебу Талиб, ја ќе бидам во секогаш во негова помош. Ова било прво негов сусрет со негова фамилија. Втора наредба која му ја даде Аллах Джелешану вели фасда бима тумар вa'рид анил мушрикин. Излези и опомени јавно она што ти се наредува тебе и немој да се грижиш за мушриците. Отргни ги на ними, немој да се грижиш. Имало во Мека традиција, кога има некој нешто важно да соопшти, се качвеле во Сафа, бардото Сафа, и повиквеле со некој нивна лозинка, дека има некој нешто важно да каже. Се собрале сите племиња, кои биле во Мека. Се собрале, макар по еден човек се собрале сите племиња. И пегамбер алейхиссалам, кога се собрале сите, почнал да зборуваат повторно. Му рекол, што мислите, рекол? Ако ви речам дека позади мене имате една војска која сакат да ме нападне, што ќе ми речите на мене? Дали ќе ми верувате? Или тие не одговориле че веруваме или нема да веруваме. Тие рекле, а Мухаммед, ма џарабна алейке кедер. Ние никогаш не сме ке тебе виделе да ти лажеш. Никогаш ти не имаш излажено на нас. Че ти веруваме. И пегамбер алейхиссалам му кажа, јас сум пегамбер испратен од Аллах Джелешану до вас, пред да ви дојде казната која е жестока. И на сите племиња со име, ја филан и филан, ја Ибн Есед, овие од 10 племето, овие од Захра, овие од Онаф, сите племиња ги спомна и дојде ја Бени Абдул Муталиб, о синови на Абдул Муталиб, негов дедо. Ги спомна со ред со сите, ја Аббас, сите, ја Абу Талиб ги спомна сите и која ја виде и негова черка Фатима беше многу мала во овој период и рече, о моја черко, рече, барај од мене све што сакаш од дуња, ама ја не можам да ти поможам ништо во суден ден. Вака пегамбер алейхиссалам го почна неговото даде. Иншалла во наредните дерсови ќе видиме со какви проблеми пегамбер алейхиссалам се соочи во ова негово повикување во хак, во ова негово повикување во вистина. Да знаеме дека секогаш вистината, како спомнавме, мора да има противник кој ќе работат против неа дејна и ноќе за да ја згасне на ова вистина. Али пегамбер алейхиссалам никогаш не се откажа од теа нешто. Се собра Куреиш, се собрае сите племиња и дојде ке Ебу Талиб и му рекве, прекини го на твојот внук да зборува лошо за нашите алиха, за нашите богови. Прекини го речи му да не зборуваат, зашто ќе имат проблем. Еднашка вториот пат повторно отидве ке Ебу Талиб и му го кажа истото нешто Ебу Талиб. Еден ривајат дојде ке пегамбер алейхиссалам му рече, о мој внук, се собрале сите племиња и сакат тебе да те престанет во твое зборување. Немој да зборува зашто не знам колку ќе можам да те штитам во ова нешто. Пегамбер алейхиссалам му рече, кога би ми ја дале, вели, или кога би ме печело санцето во десна страна, во десна рака, месечината во лева рака, нема да се откажам од ова нешто. И пегамбер алейхиссалам пушти солзи од негови очи. Ебу Талиб му рече, о синко на мој брат, рече, одај изборуваш што сакаш, јас сум секогаш во твоја одбрана. Му понудија да биде градоначалник на Мека, да има злато да му дет колку бардо фарам, да оди секоја со него. Што сакат во Мека, само да се откажи од ова нешто. Како денеска многу така, ќе те заплашве, ќе ти нуде, ќе те подкупве, ќе те мите, само остај во ова нешто. Само остај го хаков, само остаја вистинава, само отргни се од овај ден, све ќе имаш. Никако. Пегамбер алейхиссалам ни за секунда не се откажа од ова нешто. Сахабите бини сите што беа во хак, никогаш не се откажале. Иншаллах во наредните дерсови ќе продолжиме како пегамбер алейхиссалам беше искушан во ова негово посланство. Субханакаллахумма бихамдик, нешхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.